Да ви честитам на сите вас, вработените и на директорот, заради тоа што за навистина кратко време оваа институција на некој начин се трансформираше, постигна и се направија многу работи кои што со години не биле направени и еве сме сведоци дека општата болница со проширена дејност во Кавадарци навистина станува еден силен и значаен регионален центар кој што може да даде специфични услуги на сите пациенти во овој Повардариски регион. Искрено се надевам и дека ние од страна на Министерството со нашите мерки, планови, спроведени акции придонесовме кон тоа да зацврсне оваа институција. Дозволете да кажам што е тоа што направивме во овој изминат период и кои се нашите следни планови. Навистина вложивме многу да ги зајакниме капацитетите, да го подобриме пристапот, да го подобриме квалитетот на здравствената заштита и да подобриме условите постепено во кои што работат здравствените работници и со инвестицијата уплатите постепено да го вратиме и дигнитетот на сите кои што работат во јавното здравство. Во рамки на Министерството се зајакнаа програмите пред се за ретки болести, се воведоа 5 нови лекови изминатата година и ова буџетот скоро се дуплираше. Полека се носи планот за национална стратегија за овие ретки болести, се внесоа сите пациенти кои што беа на листите на чекање и се постави електронскиот регистр кој што беше препорака во последниот извештај на Европската унија во делот на здравството од еврокомесарот Хан, исто како и почеток на правење на онколошки регистр, како за пациентите, така и регистр на ниво на населението, од кој што можеме многу да научиме и на некој малце по-системски начин се бориме со оваа проблематика кај нас. Донесовме лекови со сертификат после многу години, воведовме 3 нови инсулини, се купија 10 нови пумпи за млади пациенти кои што имаат диабет. Понатаму се воведоа 2 нови вакцини, за 30% се зголеми буџетот за вакцините, за рота и за пневмококната вакцина. Имаме најсовремен календар за вакцинација согласно препораките на Светската здравствена организација од сите земји во регионот. Тоа што навистина ме прави горд да го споменам се бројот на вработување. Изминатата година се дадо 3200 согласности за вработување и овде во болница у Кавадарци 45 ново вработени, 15% од капацитетот е тоа зголемување на вработени во болницата, а ние со тој тренд ќе продолжиме понатаму. И тоа што сакам да го потенцирам, минатата година за прв пат средства за надоместок за својата работа добија приватните специализанти. И тоа што како мерка го воведуваме од оваа година, согласно измената во Законот за здравствена заштита, сите млади лекари кои што ќе завршат стажот за лиценцирање и ќе добијат лиценца за работа како доктори, ќе бидат примени со загарантиран надоместок во висина просечна лекарска плата и ќе работат во здравствените домови. Тоа значи дека на сите доктори ќе им биде загарантирано работното место во период од 6 месеци. Прво, верувам дека тоа ќе биде стимулативна мерка која што ги задржи да работат во нашата земја. Понатаму дека тоа ќе биде стимулативна мерка да се диференцираат квалитетните кадри, на тој начин може да ги идентификуваме и понатаму да останат во нашиот здравствен систем и на некој начин значајно ќе се подобри капацитетот. Годишно пресметките покажа дека завршуваат и се лиценцираат околу 250 до 300 доктори и сите тие од сега натаму ќе ни бидат на располагање и ќе бидат платени, односно ќе биде вреднувана нивната работа, а во исто време ќе учат таму каде ше основата на медицината, а тоа е литната помош, понатаму превенцијата и патронажните сервиси. Кавадарци минатата година стана еден од првите центри во кои што направивме фузија со здравствениот дом и тој стана општа болница со проширена дејност. Тоа е усмислен на рационализација, на искористување рационално на постојните кадри, на службата за итна медицинска помош и намалување на трошоците од непотребните голем број на директори, управни одбори и разни комисии за набавка. Во таа насока ќе продолжиме и во следниот период, идентификувајќи ги следните здравствени установи кои што ќе се фузионираат. Дозволете да кажем уште неколку конкретни планови за оваа болница. Прво, ќе започне проектирањето, но за кратко време и изведбата на овој дел кој што долго време стои како карабина и ќе биде единствен центар во нашата држава за палијативна нега на пациенти. Понатаму веќе започнува со функција ургентниот центар, еве сега имаме можност да го посетиме со директорот во следниот период.
а веќе е влезено планот за јавни набавки, ќе набавиме и апарат за компјутеризирана томографија. Значајно ќе се олесни пристапот до оваа диагностичка мерка на сите пациенти од овој регион, а тоа значи и подобар квалитет, но и пристап кон здравствената услуга. И тоа што го ветивме, веќе го оствариме, веќе стигнуваат возилата за hitna медицинска помош, така да оваа институција ќе добие и такво возило од 12 нови кои што ги набави Министерството. Прочитав по медиумите шпекулации дека има некаква идеја да се затвори оваа болница, одма да ви кажем дека тоа не е точно. Напротив, ќе продолжиме како до сега, така и преку новите модели на приватно јавно партнерство, сите институции да ги унапредуваме. Внес и отворен пат за приватен капитал во нашите болници не значи затворање, напротив, значи унапредување на условите за лекување на сите наши пациенти, но и за платите и примањето на сите здравствени работници согласно искуствата од развиените европски земји. Ви благодарам, ви го честитам денот на здравјето и искрено верувам дека следната година ќе имаме уште што повеќе ново да кажеме за напредокот на оваа институција. Оваа година Светската здравствена организација како клучен глобален проблем ја избра следната тема – универзална здравствена покриеност. Општата здравствена покриеност е цел број 1 на Светската здравствена организација. Клуч за постигнување на таа цел е да се осигура дека секој може да добие грижа која му е потребна, кога му е потребна, токму во срцето на заедницата. Напредокот се врши во земјите од сите региони во светот. Но милиони луѓе се уште немаат пристап до здравствена заштита. Милиони други пак се принудени да избираат помеѓу здравствената заштита и другите дневни трошоци како што се храна, облека, дури и дом. Ова е причината зошто Светската здравствена организација се фокусира на универзалното здравство за овој светски ден на здравјето. Мотото универзална здравствена покриеност или поточно кажано обезбедување на здравствена заштита на сите нивоа кореспондира со насоките во кои се движеше нашата здравствена установа во изминатата година. Во тој контекст реализиравме голем дел од поставените цели. Набавивме, како што и ветивме минатата година, нов апарат за анестезиологија на хируршкото оделение и се тоа обезбедивме посигурно работење во нашите хируршки сали. На гинеколошко-акушерското оделение набавивме и пуштивме во употреба нов апарат за ултразвук. Истиот е опремен со вагинална сонда која што за прв пат се уведува како метода кај нас во болницата, посебна за посоодветно следење на бременост и диагностицирање на болести кај жената. Исто така, екокабинетот, кој е составен дел на оделението за интерни болести, го опремивме со најсовремен колор доплер апарат за ултразвук. Истиот е опремен со кардиолошка, линеарна и конвексна сонда, потребни за рано откривање и соодветно следење на болести кај нашите пациенти. Добитници сме на проектот подобрување на болничката средина во општа болница со проширена дејност Кавадарци, односно добивме грант од јапонската влада во износ од 50.000 евра. Истиот е наменет за комплетно реновирање и опремување на детското оделение во склопот на нашата болница. За подигнување на стандардите за медицинската здравствена заштита за прв пат после 30 години од постоењето на нашата установа, отворивме модерен ургентен центар, опремен со најсовремена медицинска апаратура што вклучува дефибрилатор, пациент монитор, сетови за интубација, ЕКГ и сите придружни апарати потребни за реанимација и интензивно лекување. Со отварањето на овој центар, пристапноста на пациентите до медицинскиот персонал е поблиска, а истовремено и диагностиката на болестите се врши побрзо. За овозможување на поквалитетно сместување на нашите пациенти, уредивме комплетно 2 нови апартмани на оделението за невропсихијатрија и гинеколошко-акушерското оделение. Со тоа возможивме нашите пациенти да имаат право на избор во лекувањето во државно здравство. Помеѓу останатите инвестиции во минатата година мора да ги спомнеме и следните, ќе ги набројам само. Изградба на гаражен центар за нашите нови возила. Изградба на кров на детско оделение. Комплетно реновирање на биохемиската лабораторија во просториите на примерна здравствена заштита. Изградба на покриен паркинг за службени возила. Комплетно реновирање на пријавницата на влезот во болничкиот двор. Целосно хортикултурно уредување и одржување на дворот на болницата со набавка на пумпа за наводнување, осветлување на истиот, изработка и монтажа на клупи, како и изградба на стази за прошетки на нашите пациенти. За прв пат
во постоењето на нашата болница од 1 јуни минатата година, поливалентните дежурства ги заменивме со профилирани и со тоа возможивме 24 часовна покриеност на специјалисти од соодветните гранки. Со тоа значително го зголемивме нивото на квалитетот на лекувањето во нашата болница. И на тој начин докажуваме дека покрај инвестициите во опрема, инвестираме и во човечки ресурси. Направените заложби беа вреднувани од страна на владата на Република Северна Македонија и на 13 септември минатата година се направи спојување на Општа болница со здравствен дом со формирање на еден поголем субјект од регионален карактер, наречен ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Кавадарци. Придобивките од спојувањето се огромни, како од страна на давателите на здравствени услуги, така и од страна на примателите на истите. Во тој контекст, од 1 јануари оваа година го вративме сејајот на руралните амбуланти со комплетно реновирање, обезбеден рурален доктор и медицинска сестра и уште еднаш ја потврдивме нашата заложба за обезбедување поквалитетна здравствена заштита и достапност до граѓаните од овие рурални средини. Во изминатиот период остваривме и комплетно и квалитетно затоплување на болницата од една страна, а од друга страна домаќинското работење ефектурираше со заштита од околу 40 тони нафта за оваа грејна сезона. Би сакал да споделам со вас уште една обезбедена приватна донација од страна на АД Алкалоид Скопје во износ од околу 70.000 евро. Истата се однесува на изградба и опремување на западниот тракт од вториот спрат на нашата болница со капацитет од 18 болнички кревети, кој ќе биде во склоп на одделението за интерни болести. Со тоа двојно се зголемува лежечкиот капацитет на ова одделение. И покрај досега стореното, не чека уште многу работа за да го зголемиме степенот на здравствена заштита на граѓаните. Потребни се нови инвестиции, реализирање на нови посакувани проекти, меѓу кои главни за нашата болница се поставување на фотоволтаична централа за производство на сончева електрична енергија на кровот на болницата, гасифицирање на парниот котел за грејење и други. Со спроведување за напомена на овие два проекти сметаме дека значително ќе се намалат трошоците за електрична енергија и грејење. Како заклучок, може да се каже дека 2018 година е една од најуспешните за нашата установа и се што досега сработено не би било возможно без несебичното залагање на целокупниот медицински персонал од нашата болница, како и со огромната подршка која што ја имаме од Министерството за здравство. За крај, ја користам оваа прилика да им го честитам празникот 7 април на сите здравствени работници и на сите луѓе кои сакаат да се грижат за своето здравје.